Се претворали Кочани во ново жариште на COVID-19 е прашањето кое е логична последица на 11 ново заболени во предпоследното деноноќие. Ситуацијата од ден на ден е се понапната и исчекувачка, а граѓаните меѓусебно се распрашуваат за тоа кој се е заразен од вирусот. Дека ситуацијата полека излегува од контрола сведочат и многобројните реакции на социјалните мрежи, но и прикриените споделување на вистини, полувистини и лажни сознанија. Уште повеќе поради непроизнесувањето на одговорните за следење на состојбите со пандемијата на локално и регионално ниво. Од тоа што се знае дека еден кластер на ширење на коронавирусот доаѓа од фолклорен ансамбл кој бил на фестивал во домашен туристички центар, а друг од одделението за вакцинации во општа болница. Во меѓувреме, меѓу граѓаните потајно се коментира дека поединечни заболени од ковид има во фирми од текстилната индустрија, но собствениците ги прикриваат за да не останат без работници и да го прекинат работниот процес. За вакви случаи се зборува и во други фирми, иако во јавноста не се соопштува ништо официјално. Ковид се појавила меѓу вработена во образовна институција, односно во основното училиште Марина Попиванова, но иако за тоа нема официјално известување до јавноста, неофицијално дознаваме дека наставниците веќе од утре нема да одат на работа, додека да се утврди дали има и други случаи или позитивниот е изолиран. Во одредени кругови се коментира дека родител на дете кое посетувало градинка исто така било позитивен на COVID-19. Иако и таа информација никој не ја потврдува или негира, ниту пак соопштува. Деновиве се организирани повеќе средношколски прослави во поедини угостителски објекти во градот, на кои особено младите речиси воопшто не ги почитувале протоколите и мерките за заштита и предпазливост, зашто поедини родители реагираа и до нашата редакција. Реакции нема и на работата на други угостителски објекти во Кочани и обкружувањето, каде поради големата посетеност речиси невозможно е спроведување на предвидените мерки. Во секој случај Кочани се чини веќе под удар на вториот бран на вирусот, што изискува подигнување на активностите за справување со заразата на повисоко ниво, бидејќи последиците може да бидат мощно сериозни.